Законската одредба која гласи дека учениците од спортската академија мора да имаат најмалку 3,5 просечен успех за да продолжат во наредната училишна година, ќе почне да се применува од следната учебна година. Одложувањето на одредбата е на барање на родителите на 130 ученика кои што не го исполниле условот, а кои велат дека не биле информирани за неговото воведување минатата година. Откако родителите се пожалија на средбите со функционерите на ВМРО ДПМН, заменик министерот Спиро Ристовски ги достави измените до собранието. Сите ученици во спортската академија ќе го продолжат своето образование следната учебна година во рамки на спортската академија, никој нема да биде отпишан, со тоа што одредбата се одлага за следната учебна година, имајќи го во предвид фактот дека оваа учебна година сите веќе ќе учат по новите услови и исто за сите новозапишани ќе важат условите да постои просекот 3,5. Измените добија зелено светло од пратениците. Некако не биле информирани дека од оваа година стартува тој дел поврзан со неможноста да одат последната година во училиште. Може би не било доволно популаризирано. Има ли некоја можност од до година тоа да биде, за да сите знаат, да не речат затекнати сме, не сме информирани. Иако беше објавено тогаш, но очигледно многу луѓе не слушнале за тоа. Јас сум информиран и до мене се обратија и пратениците и дел од градоначалниците. Не е само Прилеп, има и во други општини каде што имаме дисперзирани паралелки ваква ситуација. Јас ќе превземам за обврска да разговарам и со директорот на спортската академија, да видиме за некое можно решение од аспект на изнаоѓање на заеднички прифатливо решение за подобрување на статусот. Но само за оваа година и толку. Имено врз основа на законските одредби, кои во август минатата година беа донесени, учениците во спортската академија се должни да обезбедат просек од 3,5 просечна оценка од теоретските и практични предмети, а оние ученици кои нема да го добијат овој просек, нема да може да го продолжат процесот на образование во рамки на оваа академија, односно ќе треба да бидат презапишани во друго училиште. Меѓутоа, со усвоените измени на денешната седница, примената на оваа одредба ќе стартува од наредната учебна година. Основната идеја на спортската академија е да се подигне квалитетот на образованието во областа на спортот и токму поради тоа, ова училиште е регулирано со посебен закон и овде важат посебни правила, додаде Ристовски.